Власта официјално потврди присуство на бактерија во водата на Гостивар. Се бара основното јавно обвинителство да отвори постапка против министерот за здравство Сашо Клековски и премиерот Христијан Мицкоски, изнесоа на прес денеска од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. ВМРО ДПМН е пак во фокус им се конкретните мерки на владата за да се обезбеди стабилно и непречено функционирање на енергетскиот систем. Власта официјално потврди присуство на бактеријата Pseudomonas aeruginosa во водата. Водата што ја прогласија за техничка и дека може да ја користат граѓаните има бактерија. Страшно. Тоа значи дека граѓаните на Гостивар се капеле со бактерија која представува ризик по здравието. Кожни инфекции и бројни други сериозни заболувања предизвикува оваа бактерија. Ова е врв на институционалниот колапс и уште еден здравствен скандал. Системот на Мицкоски и Клековски целосно потврли во својата основна задача. Наместо да го заштити здравието на граѓаните, го загрози. За само 2 години, владата успеа да ја зачува сигурноста во снабдувањето со енергенси, да обезбеди едни од најниските цени на горивата во регионот, да спроведе значајни инфраструктурни проекти, да го модернизира пазарот на електричната енергија и да воспостави политики кои се согласени со европските стандарди. Македонија помина низ една од најтешките енергетски кризи во Европа. Но граѓаните во ниту еден момент не останаа без гориво и не се соочија со ценовен шок. Тоа е резултат на навремени одлуки, добра координација, конкретни мерки кои обезбедија стабилно функционирање на целиот енергетски систем. Воспоставени беа ефикасни механизми за управување со кризна состојба. Обезбедени беа стабилен увоз на горива и доволни домашни резерви на енергенсите, со што снабдувањето на пазарот се одвиваше непречено во текот на целиот кризен период.